Дводневните минусни утрева во Малешевско-Пијанечкиот крај го измрзнаа родот на сливите и до 100%. Неголемата штета се случила вчера, а она што останало утринава е доизмрзнато. Големи штети, тоа до сега не е видено, а веќе 30 години кога се бавам со овоштарство, прва година е тоа. Сливата е уништена 100%. Освен сливите, оштетување има и кај вишните, што катастрофата ја прави уште поголема. А вишната, па различно во која фаза е, значи ако е во прецветување, има 50% штета, а ако е во полн цвет, многу малку, многу минимално. Сливата 100%. Производителите од овој крај веќе се организираат за да побараат помош од Министерството за земјоделие, владата и други институции. За нив штетите се поголеми отколку што можат да поднесат. Па да ќе бараме, ќе одиме во општината да видим како што, дали од општината, дали од државата ќе видиме. Поради ова, градоначалникот на општина Делчево Иван Гоцевски е во интензивна комуникација со Министерството. Најави за во понеделник можно прогласување на елементарна непогода. Веќе разговаравме со надлежните во Министерство за земјоделие. Се договоривме да оствариме покасно во текот на денот и уште еден Zoom разговор за да видиме какви ќе бидат плановите и какви ќе бидат идните насоки, како ние како општина треба да постапиме и што се очекува од Министерството за земјоделие. Понеделник ќе се реши што да се прави, дали ќе се прогласи елементарна непогода. Во меѓувреме, по увидот кој Гоцевски го извршил на терен, измрзнување има и кај другите овошни насади. Дално сум присутен на повеќе посеби во Пијанечкиот регион конкретно. Се забележува дека има сериозни оштетување на овошните насади, не само на слива и на вишна, на цреше и на кајсија. Паралелно на тоа, по тоа што ми стигнуваат информации, има измрзнување и на оревот, околу тоа кој што исто така е застапена во Пијанечкиот регион. Ова значи дека брендираната малешевска црна слива оваа година практично ќе ја нема, што подразбира повисоки цени на овој продукт кој ќе стигне од другите делови на државата. Со падот на пријателот на Мицкоски, негов заштитник Виктор Орбан започнува разоткривањето на бизнис мрежата која ќе ја видат и граѓаните на Македонија, изјавија денес од СДСМ. ВМРО ДПМН и друга страна прашуваат, ако СДС се проевропска држава, тогаш зошто сите европски институции постојано ги демантираат? Со падот на пријателот на Мицкоски и негов заштитник Виктор Орбан, започнува разоткривањето на бизнис мрежата која ќе ја видат и граѓаните на Македонија. Освен бизнисите и релациите на Орбан, новиот унгарски премиер Петер Маџар најави преиспитување и на скапите меѓународни договори за кинеските кредити. Тоа директно ја засега и Македонија и македонските граѓани. Мицкоски и целата ВМРО ОКГ се најблиските Орбанови партнери и пријатели на Балканот. Еден од тие скапи и нетранспарентни договори склучи владата на Мицкоски со владата на Орбан, со кој што ги задолжи граѓаните 1 милијарда евра. СДС се представуваат како проевропска опција, а се што ќе кажат постојано е демантирано од европски институции или од европратеници. Проевропска опција е етикета која СДС и Венко Филипче сами си ја налепуваат само за да даваат лажни оправдувања за сите национални предавства кои ги направија додека беа на власт. Од друга страна, додека Венко Филипче говори за национални интереси, неговиот сопартиец и член на извршниот одбор Рубин Земон, кој беше дел од владеачката структура за време на Зоран Заев, јавно изјави дека Гоце Делчев е небитен и дека е мит, и со тоа директно ја релативизираше неговата улога. Грција нема да ја ризикува предстојната летна сезона со примена на ЕС системот кој за великденските празници направи хаос на границите. Гневни останаа туристите, но и грчката полиција која работеше деноноќно, поради што реагираше и полицискиот синдикат. Очекувавме поголема гужва и биометриски контроли предвидени со ЕС системот, но поминавме без проблеми. Од присутни на границата дознавме дека претходно околу половина час имало таква процедура, но подосна полицијата преминала на нормален режим на работа. Изјави за телевизија Стар Штипјанец кој за првомајските празници во Грција. Ово кажува дека Грција се соочува со голем проблем за кој веќе има прејадно решение пред новата туристичка сезона. Грчката влада донесе одлука граѓаните на Србија да бидат изоставени од оваа контрола, но најверојатно тоа ќе се случи и со нашите граѓани. Изјавата на вице-премиерот Александар Николовски пред неколку дена кажува се. Видете, ова покрај технички се и политички прашања. Во вакви прашања
секогаш мене ми била целта да ја завршиме работата, а не да од тоа правиме политика или маркетинг. Јас нема да го правам она што го прават колегите од соседните држави, затоа што на тој начин го уништуваат процесот. Во меѓувреме, од секторот туризам до Грчкото министерство за туризам е испратено барање за отстапување од ЕС системот до октомври, што најверојатно ќе биде прифатено. За секој случај, препораката до оние кои планираат патување и одмор во Грција е и понатаму да ја следат состојбата. Растат платите во технолошко-индустријските развојни зони, односно ТИРС зоните, иако има и компании кои поради лошото работење си заменуваат. Генерално, трендот е позитивен, а платите се зголемени за 17%, изјави Гоце Димовски, директор на ТИРС. Има раст. Можам да ви кажам, бројките кажуваат дека има раст. Ако ја погледнеме 25-та спрема 24-та, веќе тие се завршени фискални години, има раст повеќе од 6% подознето платата. Сега многу е битно висината на платата споредено во однос на просечна нето плата исплатена во државата. Значи имаме правиме анализа на исплатена нето плата просечна во компаниите што работат оперативно во зоните со онаа што е во државната, на цела држава, цела Република Македонија. Таму зголемувањето е околу 4% поголемо. Просечна плата 25. Во однос на преработувачката индустрија, бидејќи компаниите во зоната се пред се од преработувачка индустрија, платата е некаде поголема за 25 околу повеќе од 17%. Паралелно, посочи Димовски, раснат и уплатите во буџетот. И тука можам да кажам дека ефектот е доста позитивен за буџетот и за државата. А раста? Расте. Сега 25-та да ви кажам. Вкупни уплати во буџетот повеќе од 6,3 милиарди денари. Државна помош, заклучно со податоци што ги имаме за месец март, се исплатени околу милиарда денари. Ефектот е 5 до 6 пати поголем. Крајно алармантни резултати од истражувањето објави Институтот за јавно здравје, а се однесуваат за присуството на пороци кај младите. Секој четврти средношколец се коцка за пари, лесно достапен алкохол и расте употребата на е-цигари. Алкохолот, тутунот и електронските цигари се прирака за учениците на возраст од 15 до 16 години во Македонија, додека секој четврти средношколец се коцкал за пари во изминатата година, покажува најновото истражување на Институтот за јавно здравје. Според извештајот, Европски проект за истражување на училиштата за алкохол и други дроги, ЕСПАД 2024, пивото со 55,5%, виното со 49,9% и жестоките пијалоци со 44,6% се оценети како лесно достапни, а над 1/3 од учениците изјавиле дека без проблем можат да набават цигари и електронски цигари. Канабисот е помалку достапен, но значително повеќе кај момчињата отколку кај девојчињата. Истражувањето покажува дека иако пушењето од традиционални цигари бележи пад во изминатите години, во пораст е употребата на електронски цигари и тутунски производи што се загреваат. Дури 30% од учениците пробале е-цигари, а речиси 12% ги користеле во последниот месец. Алкохолот останува најчесто користената супстанца. Над 62% од учениците пробале алкохол, а 1/3 пиеле во изминатиот месец. Загрижува фактот што речиси 29% пиеле алкохол на 13 години или помлади, а 6,7% доживеале интоксикација на таа возраст. Коцкањето и натаму представува сериозен проблем, особено кај момчињата. 34% од нив се коцкале за пари, спротивно на 16% од девојчињата. Кај коцкањето во живо, 30% од момчињата и 12% од девојчињата се вклучиле, а кај онлайн коцкањето 21% од момчињата и 9% од девојчињата. Од 1 мај до 30 септември нема да има контроли на границата меѓу Албанија и Косово, што им овозможува на граѓаните на двете земји да се движат побрзо и полесно. Во овој период, граѓаните ќе можат слободно да патуваат без да мора да презентираат пасош или лична карта на граничниот премин. Договорот потпиша меѓу двете влади во пролета 2024 година е вратен во сила од вчера, со што се продолжува поедноставената шема за циркулација меѓу Албанија и Косово.
Ово олеснување се смета за важен чекор во заекнувањето на економските, туристичките и социјалните врски меѓу граѓаните на двете земји, особено во месеците кога движењата го достигнуваат својот врв. Финансиските средства за Србија од фондовите на Европската Унија не се блокирани. Ова е наведено во одговорот на Европската комисија до Euronews Србија по прашањето во врска со изјавите на комесарката за проширување Марта Кос. Кос изјави дека финансиската подршка за земјата е суспендирана поради политиката кон правосудниот систем. Средствата во моментов не се блокирани. Комисијата се уште врши евалуација и не е донесена одлука за суспендирање на средствата. Комисијата континуирано проценува дали се исполнети сите релевантни услови за поддршки на земји како Србија и во тој контекст ќе разгледуваме дали се спроведуваат препораките на Венецијанската комисија, се вели во одговорот. Потрошувачките цени во Хрватска во април годинава беа повисоки за 5,8% во споредба со истиот месец минатата година, објави Државниот завод за статистика, што покажува дека инфлацијата значително се забрзува на годишна основа. Првата проценка на индексот на потрошувачки цени која покажува дека во април годинава стапката на инфлација изнесувала 5,8% во споредба со истиот месец во 2025, додека во споредба со претходниот месец цените се зголемиле за 1,5%. Според податоците на Евростат, Бугарија имаше највисока стапка на инфлација во април во Европската Унија од 6,2%, пошто следува Хрватска со 5,4%. Општина Македонска Каменица продолжува со силна развојна динамика преку реализација на капитални и инфраструктурни проекти, кои директно го подобруваат животот на граѓаните. Покрај изградбата на помошни објекти за месните заедници и ново детско игралиште во Горна река, паралелно се реализираат уште неколку капитални зафати. Тоа се изградба на подпорен зид и реконструкција на дел од локалниот пат кон село Цера, онаму каде што ни се уруши дел од тој локален пат. Потоа работиме на поврзување на село Косевица и село Моштица, таму веќе е пред асфалтирање, изградба на посебен крак до Горанско мало, како и поврзување на селото Цера со село Саса, кое што во наредниот период ќе биде интензивирано и таму негде околу 2 километри е изградба на тој локален пат. Градоначалничката Сонја Стаменкова истакна дека фокусот на локалната самоуправа останува на создавање модерна, функционална и уредена општина, со еднаков развој и во градот и во селата. Во Папурица во село Костиндол, потоа крак во Ковачевско мало во Македонска Каменица, наредниот период ќе започне изградба на патишта до Паровско мало во Косевица и Гребенско мало во село Цера. Патот до Ефендиско мало во село Луковица е започнат, но заради одредени проблеми кои што наидовме, моментално е во краток застој, но ќе продолжи кога ќе се бидат решени проблемите. Еден од најзначајните сегменти во идниот развој на општината е потпишаниот договор со Хабитат Македонија за спроведување мерки за енергетска ефикасност во колективното домување. Општината склучи меморандум за соработка со Хабитат Македонија. Ова и за нас како општина и за мене лично представува еден голем чекор, затоа што ја отвораме темата за енергетска ефикасност во колективното домување како наша јасна програмска определба. Во наредниот период очекуваме реализација на пилот проект кој што ќе значи подобри услови за живење и намалени трошоци за живот на граѓаните. Агенцијата за храна и ветерина подготви значени измени на законската рамка за заштита на животните, со кои се воведуваат построги обврски за собствениците и значително повисоки казни за прекршителите. Предлогот е изработен во соработка со повеќе институции и издруженија, но се уште останува нејасно дали официјално е доставен до Министерството за земјоделство. Непочитувањето на правилата за чување и движење на кучиња ќе се казнува со околу 400 евра, додека за потешки прекршоци, сурово постапување, нанесување болка или убивање на животни се предвидуваат парични санкции до 5000 евра, но и трајна забрана за поседување миленици за лица кои ги напуштиле своите животни. Стои меѓу другото во предлог законските измени. Освен ова, се забранува постојано врзување или затворање на кучињата без обезбедено секојдневно движење, а се укинуваат и практиките на ритуално усмртување на животни.
Во насока на контрола на популацијата се воведува задолжителна стерилизација на домашните куќиња, евиденција на секое легло кај ветеринари и ограничување на најмногу едно легло годишно поживотно. Паралелно се предвидува воспоставување центри за згрижување на бездомни животни, можност за привремено вдомување, како и регистар за пансиони, одгледувачници и продавници, со засилен надзор од полицијата и локалните инспекторати. Во крайбрежната област на Рим повторно се забележени опасни желки од видот Челидра серпентина, познати по нивниот исклучително силен загриз, што предизвикува загриженост кај експертите и посетителите на заштитените зони. Најновите случаи се регистрирани во природниот резерват Торе Флавија помеѓу Ладисополи и Черветери, каде што два примерока се забележени во близина на патеките што ги користат граѓаните и волонтерите секој ден. Етологот Андреа Лунерти наведува дека со текот на годините отстранил повеќе од 25 единки пронајдени и во околината на Рим и во самиот град. Еден од по-невообичаените случаи била жилка оставена во фонтаната на стамбена зграда во Монтаверде. Станува збор за инвазивен вид без природни непријатели во локалниот екосистем. Поради ова, лесно ги загрозува автохтоните видови, лишувајќи ги од храна и живеалиште. Утре не очекува сончево и ветровито време со температури до 20 степен. Ветрот ќе дуве со брзина од 35 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 36%. Температурите по градови се следни. Штип и Карбенци со по 20 степени, Пробиштип 17, Чешиново, Блешово и Кочани 19. Виница 17, Македонска Каменица и Делчево со по 16 степени, во Пехчево 13, а во Берово 14 степени. Православните верници утре си спомнуваат за преподобен Теодор Трихина, католиците на апостолите Филип и Јаков.